време за најновите информации од Вардарскот и Квишкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се беше актуелно ќе погледнете веднаш по најавите. Останете со нас. Наскоро јавен повик за продажба на парцели во индустриската зона Мамутчево. Започна 13-та ликовна колонија Папрадишки мајстори. Објавени локациите за поставување изборни плакати. Индустриската зона Мамутчево се продава. Општината неделава очекува дека ќе биде објавен јавен повик за продажба на градежните парцели. Интересот е голем, велат од локалната самоуправа. Тука интерес за градба на производствени капацитети имаат најавено домашни и странски компании. Инаку оваа индустријска зона се протега на површина од околу 70 хектари. За 2 дена ќе излезе огласот за продавање на индустријската зона Мамутчево, каде што веќе имаме заинтересирани инвеститори во таа индустријска зона. Така да полека, но сигурно Велес го сместивме онаму каде што е, а тоа покажа и испитувањата. Велес е најтранспарентна општина во Република Македонија. Советот на општина Велес во понеделник ќе одржи 72-та седница. Советниците ќе расправаат по 8 точки кои се поставени на дневниот ред, меѓу кои и кварталниот извештај за извештајниот период кумулативно за кварталот 1 јануари до 30 јуни оваа година. Валентина Михайлова ги има деталите. Советниците на Советот на општина Велес во понеделник со почеток во 14 часот ќе ја одржат 72-та седница. На истата се поставени 8 точки на дневен ред, од кои првата точка се однесува на кварталниот извештај за извештајниот период кумулативно за кварталот 1 јануари до 30 јуни оваа година. Втората точка е предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за давање на времено користење спортски терен и објект на фудбалски клуб Превалец, а потоа следи предлог програмата за изменување на програмата за активности на општина Велес во областа на здравствената заштита во 2017. Од 4-та до 8-та точка се предлог програма за изменување на програмата за активностите на општина Велес во областа на спортот во 2017. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активностите на општина Велес во областа на културата во 2017 година. Потоа образованието, социјалната заштита, како и предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Велес за 2017. По ракометот и одбојката, општина Велес ке финансира во развојот на кошарката. Градоначалникот Славчо Чадиев во изјава за К1 телевизија вели дека Борец станува спортски синоним за градот, а општината со одлука на Советот финансиски ќе ја поддржи работата на кошаркарскиот клуб Борец. Целта е издигнување на спортот, но и место каде младите ќе може да спортуваат и правилно да се развиваат. Го оживеавме, буквално го оживеавме спортот во градот, го дигаме на секоја година на се повисоко ниво. Да најавам дека е уште еден проект за спортот и официјално на следната седница општина Велес ќе го формира градскиот кошаркарски клуб Борец. Значи полека, но сигурно го правиме брендо спортско друштво Борец во нашиот град. Општина Велес ги објави местата, односно локациите кои се дозволени за плакатирање од страна на политичките партии и независни кандидати за престојните локални избори. Одбележувањето ќе се изврши рамноправно за сите учесници во изборната кампања. Еве каде се ќе може да се поставуваат рекламните материјали. Општина Велес ги објави местата, односно локациите, кои се дозволени за плакатирање од страна на политичките партии и независни кандидати за предстојните локални избори.
Обезбедени се еднакви услови за сите организатори на изборната кампања, учесници во избор за членови на Совет на општината и градоначалник на општина Велес во 2017. Дозволено е закачување изборни плакати на електрични столбови за улична расвета со димензии 0,50 по 0,70 метри. Чиста висина на поставување 2,60 метри од долната ивица на паното и поставување на монтажно-демонтажни паноа со сопствена носечка конструкција или со конструкција за закачување на јавна ограда со максимална димензија 1 по 2 метри. Локациите се објавени на веб страницата на општина Велес. Утврдените локации за поставување на изборни плакати се без надоместок, а општината ќе го изврши одбележувањето на местата за поставување на плакати за секој подносител на листи поодделно, по утврдување на листата на учесници на изборната кампања. Изборни плакати можат да се истакнуваат и на стамбени згради или други приватни објекти со претходна согласност од сопственикот на објектот. Не е дозволено истакнување на плакати од кампањата на објектите каде се наоѓа гласачкото место или просторијата каде што се спроведува гласањето. Не се дозволува лепење на изборни плакати на фасади, културно-историски споменици, споменобележја, бисти, платанови стебла и останати стебла на дрвата од централното градско подрачје. Во населените места во општина Велес се дозволува лепење на изборни плакати на слободни површини погодни за таква намена, односно на стамбени или други приватни објекти со претходна согласност од сопственикот на објектот, согласно одлуката за утврдување на местата и начинот на бесплатното плакатирање на подрачјето на општина Велес. Не се дозволува поставување на изборни плакати на рекламните столбови поставени на подрачјето на општината. Уништување на изборни плакати или лепење плаката врз плаката на други организатори на изборната кампања е забрането. Организаторот во рок од 30 дена по завршувањето на изборите да го отстрани сметот од плакатите. Тројца уметници од повеќе држави годинава ќе бидат дел од ликовната колонија Папрадишки мајстори. По 13 пат куќата на Касапови е местото каде се одржува оваа колонија. Уметниците имаат обврска да создадат најмалку по 2 дела кои ќе бидат поставени на изложба на денот на општина Велес 9 ноември. Започна 13-та поред колонија Папрадишки мајстори во куќата на Касапови. Оваа година учество ќе земат 23 уметници од Полска, Франција, Русија, Србија, Босна и Херцеговина, Романија, Украина, Црнагора, Бугарија, Саудиска Арабија и од Македонија. И оваа година колонијата ќе биде тематска, каде ќе преовладува пејзажот. Пејзажот преовладува ко тематика. Нормално и Велес е окружение кај што имаме фантастични пејзажи и нормално архитектура. Но тоа не е секогаш стриктно дека мора така да биде, но еве втора година ставаме некоја тема која што на крај испадна и ланската изложба испадна многу интересна заради тоа што подобро изгледа, кога имаме зададена тема. И оваа година колонијата е во организација на Сдруженијето на граѓани Папрадишки мајстори и општина Велес. На отворањето на истата присуствуваше градоначалникот Славчо Чадиев. Ова наша колонија е етаблирана колонија која од година на година се повеќе и повеќе расте, која остварува врвни дела, која е на висока цена во Република Македонија, меѓутоа веќе полека но сигурно ги минува и рамките на популарноста не само во Македонија, него и на Балканот. Уметниците имаат обврска да создадат најмалку по 2 дела, кои ќе бидат поставени на изложба на денот на општина Велес 9 ноември. До сега, откако е воспоставена сликарско-копаничарската колонија Папрадишки мајстори, се создадени околу 5000 дела. Вечерва започнува и најновото издание од ликовната колонија Кавадарци Михајлово од 2017. Годинава 60 уметници ќе творат на колонијата посветена на познатиот кавадаречки македонски ликовен уметник Ристо Соколов Сокол. Како увертира на колонијата ќе биде ликовната изложба на уметничката Маријана Узунчева во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци.
Вечерва од 21 часот започнува најновото издание на меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово. Колонијата ќе трае до 27 август, а на неа ќе земат учество над 60 ликовни уметници од Македонија, Бугарија, Грција, Србија, Турција, Иран, Данска, Италија, Косово, Албанија, Црнагора, Украина и Арменија. Колонијата вечерва ќе биде отворена со изложба на ликовната уметничка Марјана Костејчиновска-Узунчева во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци, додека за време на одржувањето ќе бидат отворени уште две изложби, и тоа на уметничката Лаура Димитрова од Бугарија на 22 август во музеј галеријата Кавадарци и меѓународната уметничка фотографска изложба во организација на познатиот албански фотограф Саимир Ахмети. Неговата изложба ќе се одржи на 25 август во галеријата при Домот на културата Кавадарци. Меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2017 е посветена на познатиот кавадаречки и македонски ликовен уметник Ристо Соколов Сокол, а во организација на Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци и локална самоуправа на општина Кавадарци. Зголемен е бројот на побарувања на книги во летниот период, вели директорот на локалната библиотека Гоце Делчев Велес. Ова е доволен показател дека и во летниот период велешани разумно да наоѓаат во пишаниот збор. Ања Василева на оваа тема. Велешани сакаат да читаат книги. Доказ за тоа е зголемениот број на читатели во локалната библиотека Гоце Делчев. Директорот Крајчев вели дека се повеќе се зголемува бројот на читатели кои во летниот период преферираат да се дружат со пишаниот збор. Тој истакна дека околу 100 книги се издаваат дневно во локалната библиотека. И во летниот период велешани не ја забораваат книгата, не ја забораваат библиотеката. Можем да кажем слободно дека работиме на баш во на така висока работна атмосфера. Велешани се доста заинтересирани за добра книга. Тука претежно кога зборам за добра книга мислам на онаа белетристика, на оние светски бестселери кои што се популарни во моментов. Како што додава директорот Крајчев, во летните месеци велешани најмногу бараат полесни книги за на плажа, но и книги со врвни естетски квалитети. Додека во одделот за деца најчитани побарувани селектирните изданија. Претежно ги имаме книгите кои што ги бараат. Ние моментално се подготвуваме затоа што сајмот заврши уште во март на книги. Генерално издавачката продукција на издавачките куќи полека почнува да се заокружува, да се финишира. Подготвуваме уште една набавка која што ќе се случи до крајот на лето, така што сметам дека излегуваме, дека сме во тек со онаа побарувачка која што имаат велешките читатели. Бројот на читатели во Велешката библиотека изнесува околу 3000 членови во одделот за возрастни и за деца. Она што за директорот Крајчев е исклучително важно е што бројот на читатели е константен, што од друга страна говори дека велешани понатаму се активни читатели. Од Автомотосојузот информираа дека нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Сообраќајот на државните патишта се одвива по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. Од Автомотосојузот препорачуваат внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Поголема внимателност е потребна низ клисурите и засеците каде што е можна појава на одрони, но и зголемен сообраќај во текот на викендот. Продолжуваме со вести од земјава. Во овие месеци, откако е дојдена новата власт, има стагнација во многу работи во државата поврзани со економијата. Економијата генерално стагнира, рече претседателот на опозицијската ВМРО ДПМН Никола Груевски, додавајќи дека она што во моментов ја вади и влече се странските компании кои тие ги донесоа во Македонија. Нема нова инвестициска активност, нема нови компании кои што доаѓаат, кои ќе донесат нов раст на бруто домашниот производ. Има значителен пад во градежништвото, потенцира Груевски. Речи си целосно е запрена работата на патот меѓу Кечево и Струга. Сериозно е намалена активноста на автопатот Скопје-Штип. Автопатот Демиркапија-Смоквица не се пушта во употреба, за да се покажало, како што вели Груевски, дека и новата власт нешто работи. Имаме намалување на девизните резерви за 172 милиони евра за само 2 месеци, во јуни и во јули, а нема инвестиции во капитални работи, потенцира Груевски, додавајќи дека во третиот квартал ќе се почувствува забавување на економијата
економијата, затоа што нема нови фабрики, работни места и капитални градежни инвестиции во државата. Луѓето кои што беа експерти за наоѓање инвеститори, независно дали се странски или домашни, се отстранети, а се донесоа луѓе кои немаат искуство и знаење за таква работа, изјави Никола Груевски, претседател на ВМРО ДПМН. 40 учесници и 22 предавачи од Македонија, Европската унија, САД и Кина годинава ќе бидат дел од школата за млади лидери, која 8 година поред ја организира претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Целта на школата, како што соопштија од кабинетот, е да им се овозможи на младите, талентирани и иновативни луѓе од Македонија да ги надградуваат и усовршуваат своите вештини, да ја развиваат својата креативност и лидерски способности преку предавање и обуки од сферите на лидерството и менаџментот. И годинава школата е со меѓународен карактер и на неа ќе учествуваат гости од регионот, но и пошироко. Меѓу предавачите на годинешната школа за млади лидери се поранишниот претседател на Албанија Реджеп Мејдани, поранишниот претседател на Бугарската академија на науките Стефан Воденичаров, деканот на коледжот Шварцман при Универзитетот Чингуа Давид Пан, амбасадорот Георг фон Хасбург, професорот на Вартон школата при Универзитетот во Пенсилванија Ѓорѓа Петковски, како еден од водечките експерти за бизнес менаџмент и лидерство Дейвид Голдсмит. И годинава школата за млади лидери е поддржана од фондацијата Алијанса на цивилизациите, а ќе се одржи во Охрид од 21 до 31 август. Властите во Конго стравуваат дека најмалку 200 лица го загубија животот во свлечиштата што се појави на почетокот на оваа недела по обилните дождови на североистокот од земјата. Гувернерот на погодената провинција Итури, Абдала Пене Мбака, изјави дека до оваа бројка е дојдено врз основа на бројот на исчезнати лица и уништени куќи. Според Мбака, 50 куќи се уништени, а досега се пронајдени тела на само 44 лица. Свлечиште во средата го погоди и селото Тора, кое се наоѓа кај езерото Алберт, пренесу американските медиуми. Продолжуваме со вести од светот. Полицијата и обвинителството во Амстердам бараат од холандската влада да го врати визниот режим за албанските граѓани. Преку интерен меморандум од владата се бара да преземе активности околу ова прашање, изјави портпаролот на амстердамската полиција за The Telegraph NL. Во написот се наведува дека последните години албанците се почесто се главните организатори на трговијата со дрога и дека само во 2016 година има отворено 36 истраги за осомничени лица од Албанија. Според полицискиот портпарол, албанците се инкриминирани во криминалната мрежа во Холандија и оцени дека политички е важно да се донесе одлука, посочувајќи дека извештајот набрзо ќе биде доставен до Министерствата за внатрешни работи и за правда. На веста експресно реагираше поранешниот албански премиер и екс-лидер на демократите Сали Бериша, кој за сето ова го обвини актуелниот премиер Еди Рама. Рама на албанците им даде дрога и ги враќа визите, напиша тој на својот профил на Facebook. Пренесувајќи ја информацијата, тиранската телевизија Ора Ньюс наведува дека според правилата на Европската унија за враќање на визниот режим, потребна е едногласна одлука од страна на Советот на министри на Европската унија. Соединетите американски држави долеваат масло на огнот со заедничките воени вежби со Јужна Кореја, предупреди Северна Кореја, соопштуваат француските медиуми. Во маневрите кои почнуваат утре ќе учествуваат 17.500 американски војници, како и војници од Австралија, Канада, Колумбија, Данска, Нов Зеланд, Холандија и Велика Британија. Според Пјонгјанг, овие вежби се провокацијско повторување на упад во Северна Кореја. Заедничките воени вежби Алчи Freedom Guardian повторно ќе долеат масло на огнот и ќе ја влошат ситуацијата на полуостровот, се наведува во редакцијскиот коментар на органот на владеачката партија Нодон Синмун. На минатогодишните воени вежби учествуваат 25.000 војници.
Денес имаме сончево и топло време. Кон крајот на денот и преку ноќта се очекуваат локален пороен дожд и грмежи, проследени со умерен северен ветер. УВ индексот има вредност 9. Утринската температура се движеше во интервал до 17 степени, а дневната температура достигна до 36 степен. Метеоинформациите се последни во информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Ви и понатаму останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!